Луѓето бараат алтернативи, тоаш доста фамилии, што претходно беше исклучок за разлика од светот, да доаѓаат да бараат друштвени игри. Со тоа малце мислам дека се намали стереотипот према игрите и мислам дека доста луѓето сега сватија дека овој дел од забава има своја вредност. Јас сум Владимир, еден од тројцата основачи на Гоблин. Сега следнава година ќе правиме 25 години, че сме оддавна и покрај тоа што доста луѓе не знаат овакво, не дознаваат последниве години како се станува поактуелно друштвени игри, општоваат како хоби. Така да ние сме тројца како што кажав, уште двајца се Самуел и Виктор. Се знаеме уште оддавна и сме љубители на друштвени игри, така и настанува целава приказна. Генерално ние сме претходно сме играли друштвени игри, игравме и секакви игри на PlayStation на тоа, но ова ни беше како поголема љубов. Во 2001 почнуваме во една гаража. Покрај другото се знаеме и од музика со Самуел и со Виктор, бевме членови на Чиста околина, исто и имаме работени во 103. Сме работеле некои други помали работи, но прво што ни е посериозно, ние почнуваме со Гоблин. И покрај тоа што во тоа време не е некоја сериозна приказна Гоблин, чисто од ентузијастички карактер, но со тек на време, како се развива хобито во Македонија, така и ни станува поише и повеќе работа, тоа ни стане до сега целодневна работа. Ние кога почнаме, сме почнале, ти кажав, од ентузијазам, тука нема од некој големо двоумење, затоа што сме го сакале ова. Сега на крај кога испаднала и успешна приказна, ти е уште поубаво. Тоа можело да не испадне ништо на крајот на денот, но ние сме биле доста конзистентни, доста сме трпеле во ова, бидејќи во Македонија, за разлика од другиве земји, нашиот хоби многу каснеше. Ние сме правеле презентации, сме на сајми, во училишта, во све, но тоа не било време генерално. Сега, без нешто многу да вложуваш, самите луѓе го бараат ова хоби, а порано ние сме морале да се бориме да дојдеме до негде до луѓето да дознаат што е ова. Повеќето било тогаш се играло на PlayStation, на компјутери, на тие работи. Ова било во светот големо хоби, но кај нас некако хаскаше позади овие другите две. Ние почнуваме со организирање на турнири, пошто како прво почнуваме со Magic the Gathering, пошто и ние пред да почнеме со Goblin, некое време од 2-3 години, може и повеќе, игравме Magic the Gathering пред да отвориме продавница, почнуваме се собираме, играме. Потоа имавме едно место во гаражи, исто таму видовме дека има интерес од одреден број на луѓе и на крај основуваме продавницата. Со почнување со продавницата почнуваме и со официјални турнири. Во тоа време интересно беше дека имавме луѓе што идеа на такмичења надвор од Македонија, ја претставува Македонија. Убавината во тоа што е во тоа време е што за разлика од други игри што беа компјутерските, немаше луѓето што само играа тука, а ние за Magic the Gathering ги праќавме луѓето на светски првенства. Magic the Gathering значи е друштвена игра, TCG што значи Trading Card Game, тоест значи играте стратешка друштвена игра со карти, каде што покрај играњето имате и некој елемент на менување карти и собирање на тие карти кои што си имаат своја вредност. Кај нас претежно беше за играње ги користевме, мада сега некои имаат и колекции кои што им вредат од тие што се останати карти, пошто како картите стареат, си имаат своја вредност. Во тоа време значи имавме, како што ви кажат, државни првенства секоја година, луѓето идеа на такмичење на светски првенства. Друштвени игри во тоа време немавме толку многу, поради тоа што друштвените игри немаа толку голем замав. Ние пробувавме да ги пробиеме, но тоа во тоа време беше популарно Ризик, Cluedo, не знам, Monopoly, у тој стил на игри што се познати што беа. Со тек на време доаѓа до експанзија на друштвените игри, како и во светот, така и кај нас со некое закаснување, да сега имате, не знам, секој ден што искачаат минимум по 10 друштвени игри. Се појавувањето на Kickstarter платформата се популаризира и тоа, и кај нас доаѓа многу поспоро од светот, но пак доаѓа. Исто доста допринесува, почнавме да ги локализираме друштвените игри. Локализација правиме први почнавме со најпознатите наслови, да сега последно што ние е оваа игра, што мора да се похвалам, ова е птен од ентузијастички карактера, не знам како сакате, ама
Ова е Battle of Gods, Star Wars игра, што е локализирана со македонски, на македонски и искочи во време кога искочи во цел свет. Пошто кај нас најчесто каснат вакви работи, ова ни беше како, не знам, хайлайт сега да кажеме, и пошто сите сме љубители на Star Wars и кога повеќе од љубов сме издали играта и ни беше многу кеф, и сега пред некое време излезена и стварно е во светот е актуелна, ќе видиме кај нас како ќе помине, пошто овие игри се малце потешки од тоа нивото како што се основните игри, како што се, не знам, Катан, Ticket to Ride, Monopoly. Ова е малце некој ниво повисоко, но не е толку тешка, е за секој играч. Значи најтешкиот дел во нашата работа и колку многу долго време ни требаше да почнеме со локализација, каде што се плашевме дека и ден денеска сега има тие стереотипи дека македонската игра која е непреведена нешто дека не е оригинал, не е добро, знаете, секој си има, пошто кај нас доста од работите што се прават само ради реда. Сега ние можеме да има некои мањинки во наши игри, но ние пред сега го правиме од љубов и плюс сме луѓе што играат друштвени игри. Така да пробуваме да го доловиме тоа што можеме најдобро колку што можеме, бидејќи самиот наш јазик има лимитирани работи за преведувањето, но до сега да ви кажам сум изненаден од одзивот. Да речеме доаѓаат луѓе кај нас и викаат дајте ми Ticket to Ride на македонски, значи не и покрај тоа што има и ден денеска некој ќе каже сакам англиската, пошто не верува на тоа дека е македонска да речеме и оригинал и све тоа, ама во секој случај тоа ми е како хайлайт на оваа цела продавница и општо на целата приказна дека сме успеале во нешто што е многу тешко, бидејќи локализација на друштвени не само што треба да локализирате, туку треба да се потрудите и да промовирате и треба да истраете во тоа, пошто да кажеме доколку кај нас да продадете еден тираж е многу подолг отколку во светски рамки, не вклучувајќи да речеме не знам Грција, Србија и Бугарија. Бидејќи соработуваме со нив, јас знам нивните тиражи идат за еден месец, значи на него нема воопшто ризик да преведе игра. Додека кај нас треба многу подолго време. И повеќе тоа го правиме од љубов према игрите. Генерално ние можеме да ги увеземе англиските верзии да ги продаваме тие. Ова е некоја, како ви кажам сега, не знам, валја сон што сме го имале, кога ќе видите на секаде дека идете во која било земја ги имаат игрите на нивен јазик и на нас не било као ајде да го ствариме и ова. На крај сме успеале, да кажеме веќе имаме над 30 наслови, со тоа што ви кажав и ова Battle of Gods е веќе и искочено премиерно во цел свет, така да мислам дека сме на добар пат. Тоа зависи највеќе од луѓето кога ќе ги прифатат и како ќе ги купуваат овие игри, како ќе така се развива хобито. Вие не може да преведувате игри доколку немаат одзив од самата публика. Кога кога почнавме имаше голем, мислам, стереотипите за игрите, особено за овој тип на игри, беа многу големи. Тргнувајќи од мојата фамилија и не знам фамилиите на сите, како прво докога ќе видат дека играте друштвени игри, особено дека во Magic the Gathering со карти, одма асоцира на коцкање. Одма асоцира на нешто што е негативно, пошто останато некое мислење од претходно. Исто така, друштвените игри се смета за детски. Значи кога ќе ви видат вие на одредено време, исто како гледањето на цртани или не знам, покрај тоа што не знам, 25 годишен некој од цртањето не може да ги свати нивниот хумор, али сепак се сметало за детски. Исто и во друштвените игри, кога ќе ви виделе дека се играте, и ден денеска има тоа, но мислам дека во последните, да кажеме, 5 години, особено пост корона ерата, дека е многу сменато мислењето, особено дека луѓето бараа некоја алтернатива, бидејќи се целен да седиш на телефон и не иде така кога си затворен дома или на компјутер, луѓето бараа алтернатива и тоаш доста фамилии, што претходно беше исклучок за разлика од светот, да доаѓаат да бараат друштвени игри. Со тоа малце мислам дека се намали стереотипот према игрите и мислам дека доста од луѓето сега сватија дека овој дел од забава има своја вредност, особено во општеството во ние кој што живееме, мислам општо во светот во кој што живееме, каде што све повеќе сме на телефони и на компјутери. Ова сега некој како враќање има и доста луѓето сакаат своите деца или не е битно и они самите да почнат да играат игри. И се случува луѓе на, не знам, на 35, 40, 50 години да почнат сега да играат, што порано било незамисливо. За тие што се новите генерации веќе не е толку табу, мислам сите почнуваат ако не играат друштвени игра да играат на телефон или на компјутер, така да на него играта му е нормална работа. Али најмногу ме радува кога ќе дојдат возрастни луѓе и као прва игра им е препорачуваш, а они веќе има 40-50 години и викаат дај да играме нешто дома фамилиарно. И сите се скоро задоволни. Никој не, мислам, доаѓаат и после купуваат и други игри. Никој не бил да каже слушај ова не е добро или такво. Генерално моје чувство и сега вака од фидбекот што го имаме од луѓе што се враќаат дека е супер.
покрај играњето на игрите, дел од игрите како што се trading card геймовите или што би Pokemon, Yu-Gi-Oh, Magic the Gathering и многу други сега во последно време, имаат и своја колекционерска вредност. Дел од луѓето покрај тоа што ги употребуваат за играње или за забава, ги собираат, си прават своји колекции. Тие колекции ги чуваат или некои од нив дури ги продаваат картите, на страна може да ги продадете слободно во најбрз можен рок, доколку имате нешто што е стварно барано, се продава многу лесно. Имате тоа што толку големо во самиот во светот, имате и агенции кои што ги прават рейтинг на картите. Значи вие вашата карта испраќате, они ви прават рейтинг на картата и според тоа имате одредена вредност на картата. Доста и кај нас луѓе доаѓа, сега има колекционери, ние не продаваме тоа сликички, али такви работи, ама имаме работи кои што им требаат и гледам дека во последно време има луѓе, не се толку многу, али има и луѓе што покрај играње сакаат да си прават и свои колекции и ги собираат картите, си примаат своји албуми, си имаат покрај тоа што им е интересно, на крајот на денот има и некоја вредност. Имаше баш пред некој време една статија што имам читано, дека подобро ви се исплати да инвестирате во лего сетови отколку во злато. Исто или во овие работи, пошто вредноста на одредени работи кај овие може да рипне и за 10 пати повеќе во рок од многу пократко време. Сега не мора да значи тоа, али како и сите овие како некоја берза. Значи собирањето, колекционерството, покрај тоа што е љубов према тоа, најверојатно луѓето ги собираат ради љубов, пошто сум гледал дека луѓето немаат дома место, имаат игри, колекции од од Magic, од такви работи, така да пред се е љубов, но на крајот на денот и е некоја вредност. Ви се создава сега можеби за 10-20 години да имате некоја солидна колекција која што ќе вреди доста пари, може да ви заврши некоја работа во живот, не знам, да купите стан или кола, не знам сега. Сега да речеме во Magic и во Pokemon, значи вака ние го носиме сетот, 200 евра, ние не ги продаваме тоа secondary market, доаѓа странец, никој кај нас не ги купува. Доаѓа странец, ги купува сите 6, пошто тој одма во кај него во Норвешка може да ги продаде 600 евра. Како порака, што ви тие што играат игри веќе знаат колку се забавни игрите, тие што не пробале до сега би им порачал чисто да пробаат па да видат.